Драги мои пријатели, момци, девојки, дами и господа, сите кои што во овој период, можеби празничен период, едноставно се прашуваат, имате прашалници околу вас што да се сготви за пријатели, за семејство, за најблиските, за најсаканите или пак некој кој ќе ви дојде од друго географско подрачје и не знаете што да готвите. Нема ништо побаво кога се адаптираме во една домашна кујна и сето тоа можеби денес ќе дојде како една добра едукација во етерот, меѓу другото и некој добар рецепт од кујната на нашиот Давор Панчевски Days Kitchen. Едве чекаме овие празнични да дојдат мигови, затоа што ние се договаравме можеби пред 2 месеци кога започнавме со ова ново издание на Оброк на денот, дека одовде ни е некако попрактично, ги имаме сите ресурси, сите инструменти, го имаме Давор, кој што е протагонистот, за да ни ги сподели сите овие празнични искуства. Ако појдете кај него, 100.000 фанови, таа голема база, секојдневно прашуваат, со него се конектираат, ама некој пат еве на Телма телевизија можеби ќе предизвикаме дополнително да влезете во неговата голема едиција на рецепти, па нешто ќе произлезе како идеја за празниците. Ама сега ние ќе ви ја дадеме идејата, подготвуваме штрудла од штрудла со пудинг од ванила и шумски боровници. Прекрасно. Како си ми ти период? Супер, одлично, празнично, се подготвуваат многу рецепти. Фантастично изгледа кујната. Се кити. И мислам дека се едни од ретките луѓе кои што вистински ја сакаат празничната магија, го сакаат тој фамилиарен аспект на уживање и така натаму и тоа се забележува. Мислам дека вистина тоа што го нудиш сиве овие години е љубов, само љубов преку храната и е вистина прибежиште и некако мислам дека тоа вистински не обединува. Јас секогаш велам дека ако сами не си направиме да не биде убаво, нема никој да ни направи. Добро дојдовте во клубот на Давор и Марко. Денес потребни ни се следниве состојки, Давор ќе ви објасни, ќе уживате, ќе си иде еден убав празничен амбиент, ама вие не заборајте си го запишете на крај и рецептот. Што ни е потребно? Пред да започнеме со подготовката на сите состојки, најпрво ќе треба да си свариме еден пудинг во 700 мл вода, односно не еден, туку 3 пудинзи со 3 до 5 лажици шеќер во зависност од тоа колку сакаме да ни биде благ пудингот. Овде имаме од ванила. Од ванила. Така. Може и друг вкус, меѓутоа да ни биде чоколаден, бидејќи со боровниците исклучиво во овој случај нема да одговара. Ако го правиме со вишна, можеби и ќе одговара повеќе. Добро, ако препорачаш освен ванила, што може друго да може да се стави и од оние од шумски плодови, што има пудинзи, може да се стави и мислам дека ќе одговара и карамела, така да ќе може да се експериментира во однос на вкусот. Значи 3 сварени пудинзи во 700 мл млеко и 3 до 5 лажици шеќер. За добар пудинг што ни е потребно? Како треба за да не се загори, да не се... Јас сите состојки ги ставам одеднашка во ладно млеко, во ладно тенџере, па потоа цело време мешкам додека не се сгусни целата смеса. Значи нема потреба на страна да делиме 200 мл па 500 да загреваме па да додаваме. Така. Тоа се прави заради моментот да се скрати делот со мешање цело време на рингло, така е. Така да јас сите состојки одеднашка ги ставам со жица за матење се мати и некои си десетина минути ќе бидат потребни додека не добиеме убав густ без хомогена смеса на тивок оган. На средна температура. Да, средна на кајака не е никаков проблем, ако цело време се меша не е никаков проблем колкава ќе ни биде јачината на ринглата. Го покриваме со хартија за свежа храна, а потоа чекаме да се излади комплетно. Го матиме со миксер чисто да се направи пенест и веќе ни е спремен за Така треба да изгледа. Всушност пудингот кој што ни е потребен за штрудлата. Така, тој го ставаме на страна, 250 грама боровници. Иако мислев дека е аронија, еве колегата Фаца ќе ни сподели вака сега да видите. Вака, значи ова е шумска боровница, не е аронија. Така, може да се користи онаа крупната, канадска или америчка како што ја викаат. 250 грама шумска боровница, имаме 2 до 3 лажици шеќер и една голема или 1 до 2 лажици гриз. Тоа ќе биде, може и да ги измешаме овие состојки сега за да ни биде спремен филот. Значи тука имаме гриз, шеќер и шумска боровница. Сите тие состојки ќе ги промешаме за да се соедина. Гризот се става за кога ќе пушти боровницата сок да се сгусне, да не ни се растече во штрудлата. Давор, само да прашам, ако евентуално дома имаме да речеме шумско овоше или аронија или било што може со малини, може со вишни, може со шумско овоше мешан микс, може со замрзнати јагоди, може со било кое овоше да се искористи. Дури може и да се направи и фил од рендана јаболка испржена и да се подготви штрудла со јаболка и пудинг од ванила. Еве вака. А сега ќе го направиме преливот кој што ќе ги премачкуваме корите. Овде имам 3 јајца, ги мешам со жица за матење, додавам 80 мл масло. Одлично.
Масло конкретно препорачаш некако или Сончогледово. Сончогледово за рецепти, да. рецепт? Маслиновото може да се користи, меѓутоа ќе даде по-специфичен и по-друг вкус на самото благо. Значи и ленено и тоа избегнато нека биде сончогледово. Сончогледово. Тоа да знам. 2 до 3 лажици шеќер. Потоа имаме 2 лажици гриз Одлично. и околу 50 мл млеко. Супер. И ова го матиме додека Оваа смеса ќе биде онаа смеса која што ќе ги премачкуваме корите. Помалце треба да ставаме на секоја кора, 4 кори се редат една врз друга, се премачкува од филот, а потоа ставаме од двата фила, односно од пудингот од ванила и боровниците. Супер. Ете така. Веќе ни е подготвен. Сега јас ги покрив со крпак корите. Овде имаме 500 грама кори. Значи толку ни се доволни 500 грама. 500 грама кори, секоја кора ја премачкуваме со овој фил од јајца. Значи ставаме помалце. Прекрасно. Ова кога ќе почне да мириса, ќе биде вистинска божик недела. Може да се додаде и ванилин шекер во оваа смеса, меѓутоа поради пудингот од ванила кој што веќе го имаме, ќе имаме доволно вкус од ванила, така да нема потреба од дополнителни шекери да се додаваат во оваа штрудл. Значи практично се што не сега добро велиш да јаболко или црвени плодови, друго за штрудла не знам дали некој од овошјата може да биде како било кое овоше може, меѓутоа како највкусни верзии се оние од јаболка, од вишна и од боровници и шумски плодови. Така, одлично. Како рековме, 4 кори? 4 кори, врз секоја кора ставаме од овој влажен фил кој што го подготвивме со јајца. Да. Супер. Сето ова после ќе го стокниме, ќе го испечеме и на крај ќе го декорираме во оваа празнична идила на кујната на Dave's Kitchen. Ако те прашам во овој период дека си ангажиран, знам дека си ангажиран. Ама како ќе ги помине Dave's Kitchen празниците? Празниците во домашна атмосфера со семејството, во Охрид најверојатно. И за Божик, и за Бадник, и за Нова година претпоставувам. Таму ти е пугало некако, прибежиште можеби да излезеш од галамата? Убаво е, да, дефинитивно. Со оглед на тоа дека имаше прилично успешна година, морам да признам, и практично да те бркаме, секој го брка Давор, за да го има во своје студио. Така што супер ти беше оваа успешна година. Ќе ја паметиш по? Ќе ја паметам по тоа што направив еден майлстон на Инстаграм, добив 100.000 следбеници. Официјално. Ќе ја паметам по тоа што го спремам новиот готвач, кој што ќе излезе следната година во март месец. Супер. Така да убави работи ќе го паметам. Браво. И да си горд, затоа што вистина со труд, многу ентузијазам и љубов и пред се таа една кротка енергија која што поседуваш, ете, успеа да што е вистински раритет да имаш една база од 100.000 следбеници. Тоа не се само од Македонија, бидејќи знам дека имаш и доста и луѓе од страна кои што го следат тоа што го работиш. 100.000 следбеници се само на Инстаграм, меѓутоа кога ќе се соберат и Facebook и YouTube се околу 200.000, можеби и над. Тоа е вистинска бројка. Тоа е вистинска бројка. И навистина сум благодарен што луѓето ги подготвуваат рецептите, не само што ги коментираат, лекуваат, туку ми испраќаат и фотографии од тоа што подготвиле, да. И они што подготвиле нивни рецепти да ми дадат идеја што да подготвам јас. И од она што јас ќе го споделам, па некоја нивна верзија ќе направат, она што јас ќе им го презентирам на видео, така да не е мала работа, сепак 100.000 луѓе, а имаш веќе некако и обврска да се обратиш, веќе ја имаш некако релацијата создадена и мислам дека сите го очекуваат веќе тоа и во иднина. Супер. Значи сега после тие значи сите 4 кори ги премачкавме, дури и четвртата горната се премачкува од смесата, а сега ќе ставиме од пудингот. Од прилика пудингот треба да го поделиме на 4 дела, на тој начин што ќе добиеме 4 вкупно ролати. Аха, така. Добро. Супер. Со помош на лажица и шпатула ќе го распределиме низ целата површина. Колку од прилика испаѓа количина, да речеме од 500 грама кори, колку од прилика ќе ни испадат? 4 ролати ќе искочат од по 4 кори секој ролат. Супер. Значи од прилика во корите има околу 16 кори. Така. Така да сосема доволно и супер. Не одзема многу апсолутно време, претходно само да си ги подготвите, нели состојките поточно пудингот и мислам дека сте завршиле голема работа. Се малце ни лизга од нормално од смесата што ставивме, меѓутоа треба да го распределиме на едниот крај од корите целиот пудинг, што го нанесовме на овие 4 кори. Еве, нашиот колега Фахрудин тоа ќе го лоцира убаво како ти инструментираш со
со сите алатки и одозгоре еве го ставаме Одозгоре го ставаме и филот со боровници. Исто треба да го поделиме на 4 делови овој фил за да ни стигне за сите 4 кори. Така. И сега ја ставам врз пудингот највеќе, меѓутоа може да се стави и низ корите, меѓутоа помалце бидејќи ќе го виткаме во ролат. Така, Чисто да за не кога пречи ќе го да се пресечеме да имаме убав Распоредено пресек и секаде. распределени, да, секаде. Одлично. Сега крајевите малце ќе ги завратиме, Еве вака само е процедурата на виткањето на корите. а потоа виткаме во Прекрасно. Мириса на празници. Ете, благодарение на уште повеќе ќе мириса кога ќе ставиме во релат. Можам да замислам. Веќе првиот да ролат е тестирам готов. вака, еве. Да. Опа. Одиме. Еве сме тука. И сега постапката ќе ја повториме со другите кори. Значи 4 кори мачкаме со мокриот фил, а потоа со пудингот од ванила и Супер. филот од шумски боровници. Боровници, да. Супер. Колку специјалитети од прилика водиш статистика за 100.000 фанови сега веќе во овие години собрани? Имам околу 1900 рецепти кои што ми се објавени на Инстаграм само, меѓутоа 1900. многу повеќе се направени и се зачувани. Сакаш да ми кажеш дека 1900 рецепти се документирани Се документирани и објавени на Инстаграм, да. секоја чест. Многу повеќе на Facebook, бидејќи подоцна почнав со Инстаграмот, така да може би 3000 и нешто се на Facebook. Секоја чест. А инаку инспирацијава за рецептите, претпоставам дека и сам си правиш некакви комбинации, нели? Ама да. кога би те Најмногу е прашал од- од инспирација, да. секој ден имаш нешто ново? Најмногу е од она што најчесто ми останува во фрижидер. Отварам фрижидер, гледам што имам Leftovers. и leftovers Она што претварам останува во во фрижидер. нешто сосема практично. Она што најмногу го имаме по дома обично, гледам да им биде практично да го искористат луѓето. Да не го фрлаат ако имаат отворено нешто, да се искористи во таков или таков рецепт. Така да гледам да се намали фрлањето на Имено. храна. Се сеќавам дека нели во моментот некако се уште се актуелни оние туристички аранжмани за all inclusive и така натаму и Така. секој пат сум се прашувал што се случува со толкава храна експлоатација. Аз знам дека не може да се изеде толку, нели имаат сепак тие да речеме луѓе што се револуционери ајде во туристичкиот бизнес, вело дека сепак храната распределуваат можеби за на бездомни лица, некој пат на животниот, она што може да се така што убаво е она што Или пак следниот ден за доручак. за доручек, а и сигурно може некој од тие продукти да останат за следен ден. Да. И драго ми е што може да поентираме дека храна не сериозно не треба да се Дефинитивно, фрла, да. а можеме да ја искористиме да ја реупотребиме за нешто. Така. Веќе го имаме вториот релат. Повторно се виткаат краевите за полесно да не ни излезе филот при печење и се витка во ролат. Супер. На крај сите овие ролати ќе ги премачкаме со она смеса која што ќе ни Одозгора? остане од За да фати руминило некако. За да фати убава коричка. Сега веќе ќе го правиме третиот ролат. Дали на крај можеме да дадеме цимет нешто или ако сакаме Може, по случај? да, за некој може наш- да се додаде, боровниците си сакаат цимет, не премногу како на пример јаболката што одговара со цимет, Така. меѓутоа шмек на цимет ќе одговара дефинитивно во оваа штрудла, односно кога ќе ја нарасуваме со шекер во прав одозгора, можеме да ставиме и малку И цимет. малку цимет. И ќе се добие една убава колоритност, да. Да. Супер. Одиме со трета рунда. Премачкувањето нема потреба да биде перфектно, бидејќи кога ќе ставиме кора, тоа ќе се распредели Именно самата идеално. да, мокрост внатрешна филот ќе се распредели во Чисто е да не бидат корите суви и да не се кршат кога ќе ја сечеме штрудлата. Пред сечење потребно е убаво да се излади, за да имаме убави парчиња. Пудингот, боровниците да се стегнат и да имаме убави парчиња. Одлично, мислам дека идеја ви дадоха. Еве, за еден од оние благи рецепти кои што ќе ги имате периодов, а може и баш за новогодишната ноќ. Ако не за новогодишната Празничната ноќ, за Божик дефинитивно е одлична Да, идеја за благо. завршени се постите, така што ќе можеме нели со Само овој тоа ќе дава дополнителен освежителен вкус во рецептот, така да не е од оние пречоколадни, да, не се тешки да рецепти. речеме благи рецепти.
Од оние традиционални, да речеме, рецепти благи, кој е најбараниот кај тебе? Да речеме, не знам, сега мене ми текнува на некои нели тие основни бајадера, касато торта и така натаму, нешто што нели доминираше Так, во 90-тите па и многу порано? Васина торта доста ја Васина прават. торта, така е. Таа беше едноставна, не беше премногу комплицирана, Да, можеби? белките можеби за некого може да значат покомплицираност, меѓутоа не е премногу комплициран рецептот. Васина торта обично куглофите се застапени за Божик и оние овошни лепчиња кои што ги прават со остатокот од бадник, сувото овошје што ќе ни остане, например урмите, Сливи, кајси и така. Дефинитивно можат да ги искористат во такви лепчиња, божикни лепчиња ги викаат, кои што изобилуваат со убав вкус на суво овошје. На јаткасти плодови исто така. Ете, идеја. Идеја плюс. А исто така од ептен традиционалните рецепти пак се подготвува и раванијата, мислам дека Раванија, да, така е. баклави. Да. Одиме со последната четврта кора, ја распределуваме и ставаме за печење. И со рецептот прв, можеби за вас, за годинава празничен, нека биде, не знам, ама мислам дека дадовме совршен избор за што да направите во вашата кујна. Рековме денеска штрудла со пудинг од ванила и шумската боровница. Тоа ни е рецептот од Dave's Kitchen. Последната кора ја ставаме со и последниот пудинг и последниот фил од боровница. Прекрасно. Супер, ќе ја свиткаме сега. Овие прекрасни 4 парчиња ќе ги ставиме во рерна за печење, загреана претходно на колку На степени? 200 степени се пече околу 10 минути, а потоа се намалува на 180 и се пече уште 15 до 20 минути. Кога ќе биде убава златно кафена боја до згора, тогаш знаеме дека е готова. Со овој малку дел преостанат што ни остана од филот, ќе ги премачкаме сите кори од озгора, за да добијат убава златно кафена боја. Одлично. И на крајот, кога ќе се испече, ќе го декорираме, рековме со шеќер во прав, можеме и рековме како опција и циме да си ставите. Веќе се спремни за печење. Одиме во она последна реализација на оваа штрудла. Чекаме сега и финалниот продукт за многу скоро. Штрудлата веќе ни е готова, пред да ја сервираме, само ќе се ја извадиме да видите како изгледа, одлично мириса. Чисто да имате само слика, прилика, визија кога ви е подготвена и готова. Макар што верувам за оние кои што сте вистински домаќини, точно знаете како е, кога е готова како треба да изгледа, за руменета, како мириса. Прекрасно. Сега е подготвена за ладење. За Значи ладење? ќе ја изладиме убаво, комплетно да биде изладена, добри 2 до 3 часа или во зависност како ќе ни е температурата, меѓутоа пред сечење убаво да биде изладена за да не ни Се раскашави. раскашави филот. Да. одлично. Еве, сега иде сервирањето. Сега, ред е само да направиме еден final touch, да имаме последната подготовка за сервирање на оваа прекрасна штрудла со ванила пудинг и Шумска боровница. шумска боровница. Ќе земам од средина? испечениот ролат, да. Ќе ставам на даска за сечење и со помош на остар нож ќе пресечеме парчиња. Леле, колку прекрасно изгледа. Браво, Давор. Еве како треба да изгледа внатре пресекот, значи и Прекрасно. пудингот од ванила и боровницата си имаат Прекрасно. придонес за презентација на рецептот. Фантастично. Сега ќе го сервираме. Одлично. Како е кревко и убаво. Супер. Само е Одгоре. битно да се излади убаво пред да го сечеме за да не биде Да не се раскашави. раскашави и пудингот и филот од ванила. Да.
Фантастично. Ќе ставим уште некоја парче за да го пополниме Се тањерот и пополнимо, да. за поубаво да изгледа. Одлично. Какви прекрасни бои. А за да изгледа уште повкусно и подобра, ќе ставиме и Шекер во прав. шекер во прав. Рековме можете да нарусите и цимет, она што сакате. Исто така и врз овие ролати можеме да нарусиме. Нарусиме. Пред да ги сечеме, после сечење секако ќе изгледа супер. Одлично. Штрудата ни е подготвена да го ги пречекаме првите гости, како ние што ќе ви кажеме на здравје и уживете во И забавно готвење. И забавно готвење. Најважното, уживете.